дербито Киталари-Раси. Добре дојдете во новото видео каде што ќе ги представиме според мене топ 10 најдобри дербиња во светот. Може да почнеме? Усвари, чекај, а што се смета за дерби надпревар? Локација. Многу дербиња се меѓу локалните ривали. Ова им олеснува на фановите на двата тима да се соверат на стадионот, што може да создаде бурна атмосфера. Историја, важни надпревари на турнири, првенства, финалиња, купови и што уште не. Квалитетна игра, сила на тимовите. Почнуваме од последниот. На место број 10. Дерби дела Капитале. Римското дерби. Лацио Рома. Рома била формирана кога се споиле 3 клуба, а Лацио одбил да биде дел од спојувањето. Од тогаш овие два клуба се надпреваруваат за титулата во Рим. Дај титулата. Лацио Рома се смета за најжестокото дерби во земјата и од самиот почеток се карактеризира со масовни гужви, возбудувања и фанатични поддржувачи. Ако сте во Рим, ова мора да го видите. Следно дерби на место број 9. Дер Класикер. Бајер Михен, Борусија Дортмунд. Класикерот е едно од најголемите дербија во фудбалот. Првиот надпревар се одиграл во 65-та и ривалството почнало да расте од тогаш. Во 90-тите години Дортмунд се издигнал со освојувањето на титулата во Бундеслигата. Во 2010-та година ова ривалство се искачи на нови височини и нови достигнувања. Со многу бројна публика не ја пропуштете шансата да бидете на овој надпревар во Германија. Кај Меркел дома, се знае таму кој газува. Германскиот закон. На место број 8. Северно-западното дерби. Ливерпул, Манчестер Юнајтед. Барате дерби во Премиер лига? Ова е тоа дерби. Северно-западното дерби важи за едно од најголемите дербија во англискиот фудбал. Вистинско регионално дерби. Двата града се оддалечени околу 50 км, што е многу кратко растојание за англиските стандарди. Градови што од секогаш се надпреварувале индустријски, економски и фудбалски нормално. Победи до последен момент на вербални напади, тепачки. Се може да се случи на ова дерби. Ова ривалство е совршена представа за тоа што е англискиот фудбал. Двата клуба вкупно имаат освоено 137 трофеи. А вие сега видите дали не е дерби или е дерби. На место број 7. Дербито Киталари-Раси. На место број 7. Дербито Киталара-Раси. Валјда добро го кажав. Фенербаче против Галатасарај се смета за едно од најголемите дербија во Турција. Ривалството меѓу клубовите постои еден век. Ова ривалство прераснало во едно од најголемите и најгорчливите дербија во светот. Ама ривалството не настанало само од географски причини. Ова е судири на културите. Галатасарај се смета за мал клуб основан од група на студенти, додека Фенербахче е вистински народен клуб. Навивачите на двата клуба не може да се поднесат. Тоа е една од причините зошто ова дерби е едно од најголемите дербија во светот. На место број 6 идеме кај холанѓаните. Де Класикер дерби. Ајакс Фейнорд. Де Класикер е најголемо холандско дерби и се наоѓа високо на листата на најголемите дербија во светот. Уште првиот надпревар предизвикал проблеми. А што остана за понатак? Во 1921 надпреварот завршил со победа на Ајакс од 3-2. Фейнорд протестирал, па го регистрирале 2-2. Македонска работа. Само да се најде нешто службено да се земе. Нивното ривалство од тогаш е upламен. Големи немири се случуваат пре, за време и после надпреварите. За време надпреварите се палат факели, огномет, па и бомби. Дали би се осмели да го посетите Де Класикер? Јас не би, се шалам. А ако го посетите, тогаш ќе ви биде загарантиран легендарен фудбалски надпревар на стадионот. Стигнавме до петорката. Ајде да видиме тука кој е. Дерби дела Мадонина. Милан против Интер. Дерби дела Мадонина е едно од најследените дербија. Настанало помеѓу социјалната поделеност на симпатизерите. Толку се нетрпеливи меѓу себе, што дури и ако користат ти стадион имаат различни имиња. За Интер тоа е Джузепе Меаца, а за Милан е Сан Сиро. Двата тима имаат голем успех. Купно 18 титули во серија А. Едноставно, двата клуба сакаат да бидат најдобри во Милано. На место број 4. Ел Класико, Хала Мадрид, Виска Ел Барса. Ел Класикото може и најголемото ривалство во светот, помеѓу гигантите Реал Мадрид и Барселона. Нивните надпревари ги гледаат милиони луѓе меѓу светот. Првиот надпревар бил во 1902 година, кога Реал Мадрид бил Мадрид ЦФ. Барса го добил овој пријателски надпревар со 3:1. Ривалството настанало позади политичка позадина. Се смета дека Реал го представува шпанскиот национализам, додека Барса го представува каталонскиот национализам. Тие две идеологии се судриле и така е дојдено до дербито на Ел Класико. И на место број 3, тука е тесна конкуренција. Вечно
вечното дерби, Гробари Делие, Партизан Звезда. Тука е хаос. Како и повеќето познати ривалства, Црвена Звезда и Партизан се смета за најжестокото и најборбеното дерби во Европа. Ова дерби не произлегува од она што се случува на теренот, туку од она што се случува на трибините. Покрај теренот постојано се води битка помеѓу двете фанатични навивачки групи, Делие Гробари. Ова дерби ги создава најлудите и најголемите пиротехнички шоуа. Не смеете да го пропуштите ова дерби. Дојдовме до место број 2. Супер Класико, Бока Јуниорс Ривер Плата. Супер Класико е едно од најинтензивните дербија во светот. Постои социјална поделеност помеѓу навивачите, бидејќи Бока Јуниорс има репутација да има поддржувачи од работничката класа, додека навивачите од Ривер Плата се од високата класа. Ривалството помеѓу екипите и навивачите е сериозна работа во Аргентина. Судири меѓу навивачи, полиција, фудбалери на терен се редовна слика на овие надпревари и често овие дербиња завршуваат со жртви меѓу навивачите. Ова дерби задолжително треба да се види. Оставете си шлем на главата пред да одите. И на место број 1, Old Firm дерби, Celtic против Rangers. И глас ме здоболи. Дербито Old Firm се игра помеѓу двата најуспешни клубови во шкотскиот фудбал. Рейнџерс против Селтик. Ова дерби е едно од најстарите и најжестоките. Со текот на годините омразата постојано растела, со проблеми во религијата. Градот бил географски поделен на католички и протестантски. Надпреварот има историја на насилство помеѓу навивачите, а насилството има резултирано и со неколку смртни случаи во текот на годините. И пазете сега, Old Firm дербито се смета дека е одговорно за голем милионски приход врз економијата на Шкотска. Накратко, ако сакате да одите на ова дерби, морате да идете на собствен ризик. Тоа беа според мене најголемите дербија во светот. А ти стави во коментар според тебе кое дерби мислиш дека е најголемо. Или подреди ги како мене во топ 10. Ама сигурен сум дека сум пропуштил уште некое дерби. Па ги има многу. Кое да го издвоиш? Секое дерби е добро у денешниот фудбал. Следете не, ќе има уште многу видеа и челенџи. И тркално на среќата. Чао.